Добро вечер и добре дојдовте во За или Против. Ве поканувам да останете вечерва во наредниот еден час на оваа фреквенција, бидејќи имаме интересен гостин кој секогаш е подготвен да одговори директно и искрено на прашањата, особено денеска, откако е обелодени новата скандалозна информација, тоа е дека под притисок е архивата или службениците во Министерството за информатичко општество и администрација заради фалсификување на датуми за побрзо или навремено, што би се рекло, вработување на нови лица, заради тоа што заклучно со денеска, односно денеска повеќе нема вработување, бидејќи течат оние законски рокови предизборни се до моментите, односно деновите кога ќе се гласа. Кој фалсификува датуми во Министерството е првото прашање вечерва за мојот гостин, дополнителниот министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од. Добро вечер, благодарам како и секогаш на поканата да можеме да разјасниме некои прашања кои што се од важност за граѓаните. Многу скандалозна информација, апсолутно кривично дело. Кој ги прави фалсификатите во Министерството? Видете, хистеријата да се вработат околу 3000 луѓе во државните институции пред избори, со цел да се задоволат партиските интереси на СДСМ и ДУИ, кулминираше, затоа што законот е таков, изборниот законник е таков да по распишувањето на изборите, тоа се случи вчера на 14 февруари во 17 часот, повеќе по членот 8а од изборниот законник не се дозволени нови вработувања, а постапките кои што се за вработувања, преземања, прекинување на работните односи, треба да се стават во мирување и да чекаат изборите да завршат и да имаме конечен резултат. Зошто е направена оваа алатка? Направена за да се заштити изборниот процес колку толку од изборни нерегуларности во врска со вработувањето. Значи да не може да се вработуваат луѓе само затоа што се партиски подобни. И јас бев навистина толерантен и дозволив да вчерашните акти кои што беа подпишувани попладнето, дури и вечерта, бидат заверени утринава, но забележав дека континуитетот на заверување на документи продолжува во текот на денот, затоа алармирав и со еден натрешен допис до сите вработени дека не треба подлегнат на притисоците, да изработени документи денес се архивираат како да се изработени и подпишани вчера. Ма добро, тие се свесни дека се тоа кривични дела. Вработените го знаат тоа, но знаете кога ќе ве притиснат од највисоките раководства на политички партии и во Министерството, тогаш вработените се ставени помеѓу два огна, едно да го почитуваат законот и друго да под притисок на нивните раководители и други повисоки функционери реагираат како што реагираат. И затоа алармирав прво внатре кај вработените, кога видов дека трендот продолжува, алармирав и во јавноста и се надевам дека тој тренд запре. Но податоците се 3000 се вкупната бројка на обиди за вработување кои што го правеле цел изминат период. Но од кога дојде техничката влада, ние забележавме дека трендот продолжува да расте. Систематизации, согласности за систематизации, согласности за годишни планови, согласности за преземања. И сето тоа е во ред кога е во разумен рок. Но кога веќе вие влегувате во рокот, во терминот за избори, кога се распишани изборите, повеќе не смеете тоа да го правите. И свесни се раководителите дека тоа не смеат да го прават. И јас ќе ги потсетам и делот оние кои што беа вклучени во овој скандал, и денеска не сакам да обелоденувам имиња, дека логови постојат. Постои лог дека некој го изработил документот денес на 15-ти во 12 часот, во 13 часот, а истиот дека е заверен како да е вчера изработен на 14-ти. И тоа се факти, тоа не може да се избрише, тоа е систем. И заради тоа алармирав денеска, но алармирам и до управниот инспекторат и до други надлежни институции да си влезат во Министерството за информатичко општество, да ги истражат состојбите и ги најдат сторителите, затоа што јас не сум истражен орган, не планирам да одам по канцеларии, да испитувам, да казнувам и така натаму. Тоа е задача на инспекторатот и се надаме дека ќе се ја заврши работата. Она што е симптоматично е што ова не е прв ваков случај на неправилност во Министерството. Имам податоци дека имало влезено контрола од Државниот архив, дека архивирањето навистина се врши на еден погрешен начин цел овој изминат период. А до мене стигнаа шпекулации, можам да кажам само како шпекулации, дека всушност архивирањето не било правилно затоа што прво сите документи влегувале во кабинетот на министерот, цел овој изминат период, не само овие неколку денови, се распределувале, дел од нив можеби завршувале во ФИОКа, па тури потоа од кога ќе биле распределени влегувале во архивата.
Повторно ќе речам, ова се шпекулации, не можам да кажам дека се 100% точни, но навистина ми доаѓаат од многу кредибилни извори и затоа решив да ги споделам. Ова е прилично страшна и сериозна информација. Не е дека и досега можеби не сме се сомневале како јавност дека вакви работи се случуваат, но за прв пат некој вака официјално и со бројки ги укажува работите. Ајде прво во однос на вашиот внатрешен допис до одговорните и до раководните, како и да, не споменуваме имиња. Вие сте дополнителен министар, значи вие сте вториот човек во институцијата, не име страв, ви одговорија, не прекина, не едноставно не се обидоа да ви објаснат кое е самоволието или пак имаат можеби поддршка од новодојдениот министар кој сега е еден чекор над вас или едно скалило над вас во хиерархијава според предходната влада и можеби ги минува сите овие работи? Па, ајде да не откриваме целосно, мислам дека тоа ќе го откријат управните инспекции кога ќе влезат во министерството, но можам да кажам дека сите се запознаени затоа што мојот мејл беше доставен до сите кои што се засегнати, вклучително и до министерот, и реакциите не можам да кажам дека беа написмено затоа што се свесни дека се влезени инфлагранти на кршење на законот и затоа што се свесни дека ќе има од тоа, јас кажав и денеска, за ова ќе има разрешница. Не може да се случи дека сум јас во министерството да се случуваат вакви работи да немаат разрешница. Дали таа ќе биде до мај или по мај, разрешница ќе има. Тоа го гарантирам, затоа што нема да дозволам кога јас сум во министерството да вршам определен надзор и контрола на законитоста во работењето заради законот за техничка влада, односно законот за влада за организирање избори, да дозволам вакви постапки внатре во министерството, но вработените се најмалку виновни затоа што се ставени под еден многу тежок притисок. Знаете, во тоа министерство во последните 6 години се променети 6 министри со 6 гарнитури најразлични, формирани се вештачки 15-16 сектори без потреба, само за да се наградат оние партиски политички подобните, оние кои што биле блиски до определена гарнитура. Например, какви сектори? Еве, например. Имате 4 сектора поврзани со реформа на јавната администрација. Имате 3-4 сектора поврзани со информатичкото општество различни. Кога се работи, таму треба да има еден сектор за развој на информатичкото општество, па тој да биде поделен на неколку оделенија. Не може ова институција со помалку од 300 вработени да има повеќе сектори од институции што има 5, 6, 7 илјади вработени. Значи тоа едноставно нема никаква пропорција. И од тука наградувањето, казнувањето во министерството е постојано арбитрерно. Се измислуваат додатоци на плата, награди за луѓе кои што воопшто не ни одат на работа, се додаваат по 30% на плата, 15% на плата. Вештачки се праќаат на некои си патувања во странство, луѓе кои што воопшто не се ни вработени во министерството. Така што навистина еден голем број неправилности, еден тотален хаос внатре во министерството затегнав. И тоа прво го ставав на терет на тоа дека многу луѓе се смениле како раководна структура, па никој не можел да воспостави систем. Но очигледно дека има една структура внатре во министерството која што останала цел овој период, која што напредувала, супер стабилно се функционира, но не врз база на мерит систем, туку врз база на контрола и манипулација на раководителите, но уште помалку од 70 дена, па потоа ќе размислуваме за промени и реформа во внатре. Да, ова и ви јавно го ветувате дека ќе барате разрешницата со оглед на тоа што тешко ветувам, ама кога ќе ветам нешто, јас сум многу посветен сум на работата и кога ќе ветам нешто, тоа го испорачувам. Наим Бајрами е министерот за информатичко општество и администрација, кој дојде по политичките причини за разрешување на претходните двајца, неподобни за села очигледно, заради тоа што застанаа за таравари, тоа е друго прашање. Но рековте, писмено не ви одговори министерот. Каква беше неговата реакција, еве, например, вчера кога сте предупредиле првично, еве денеска кога одлучивте јавно да истапите? Рече, немојте, ви се заканувам, се расправаше со вас. Која е неговата реакција? Не можам да кажам дека се расправа. Јас го познавам министерот некое време. Е млад човек, мислам дека е амбициозен, сака да постигне и тој резултати, но мислам дека па тогаш требаше да се појави јавно да застане за 5 до 12 во министерството и мислам дека е злоупотребен од страна на некои раководни структури внатре во министерството и тоа му создава проблем. Но времето ќе покаже кој бил во право. Не одговорија нормално на овој мејл официјално, имам некој неофицијална комуникација, но нема одговор и се надам дека во наредниот период ќе си ги стабилизира работите внатре, а да не влегува од грешка во грешка. Ова најдобро намерно го кажувам, затоа што сметам дека и самиот нема желба да влезе во вакви фаули, но притисокот си го прави своето. Знаете, вие мора да ги вдомите кадрите на ССМ и ДУИ, тоа е задача и од таа задача тие не можат да избегаат.
За жал. Веројатно со промените ќе мора и овие болни реформски работи да се направат, односно болни искоренувања. Болни велам бидејќи сериозно длабоко се ваквите типови на вдомување на партиски кадри навлезени. За да не исчезне прашањето од она што го кажавте пред малку, па ќе се вратиме на темата, рековте покачување и разни измислени надоместоци на плати, па дури на оние кои не доаѓаат на работа. Колку такви лица има? Па Бројка десетици. Десетици. Имаме одлуки, дури и мислења и на други институции кои што укажале на министерството дека не смее да исплаќа на пример надоместоци на плата на вработени кои што веќе имаат 30% изголемена плата заради нивна кабинетска ангажираност, па повторно се исплаќани надоместоци на плата, исплаќани се надоместоци и награди за луѓе кои што биле на боледување подолго време, кои што не доаѓале на работа. Исплаќани се дополнителни надоместоци на луѓе кои што не вршеле работа во определени работни групи, а биле наградувани за тоа, и сето тоа врз основа на никаков мерит систем, туку на арбитрерност на определени луѓе внатре во министерството. Какви се фазите на санкционирање, откривање, санкционирање, точно прецизно на сите овие процеси? Бидејќи тоа е сериозни замрсени, би рекла, структури. За жал, ќе кажам дека техничката влада е еден хибрид кој што не е доволно прецизен законски. Надлежностите на дополнителниот заменик на министерот се ограничени во секоја смисла, а дополнително ги ограничуваат некои читања ригидни на законот кој што ги прави мнозинството во Државната изборна комисија. И тука надлежноста наша е да ги контролираме, да ги гледаме, да ги имаме на увид сите акти кои што ги гледа и министерот, за што мене побарав и не ми беше даден навремен увид, дури оваа недела добив прв пат увид. И вториот дел е да ги потпишува рамномерно со министерот сите оние прашања кадровски, правни и финансиски кои што се поврзани со изборите. Моето гледање на работите е дека треба да ги потпишува и да ги разгледува сите кадровски, особено систематизации, годишни планови, затоа што тие се директно поврзани со изборите, затоа што изборниот законник точно ги регулира дека од распишувањето тие прашања, токму вработувањето, унапредувањето, интерните огласи и раскинувањето на работните односи во рамки на јавната администрација спаѓаат во делот на контрола која се врши во изборниот процес. Не го читаат на тој начин мнозинството во ДИК, повторно со СМИ-дуи, но времето ќе покаже. Колешката од финанси поднесува и тужба до управниот суд, најверојатно јас ќе го направам истото, па ќе видиме судот како ќе одлучи, но видете, моите очекувања во овие и очекувањата на граѓаните во овие 70 дена не треба да бидат превисоки. Ние ова го ветивме првиот ден, дека ќе алармираме за секоја нерегуларност која што се случува. Но алатките сепак не се во целост под наша контрола. Но тоа што го правам цел овој период е да соберам информации, се среќам со десетици луѓе во текот на денот и потоа овие информации да ги пласираме во јавност, но и да ги документираме за да се има одговорност кога институциите ќе бидат релаксирани од овој постојан притисок кој што им се случува. Да, добро е да се знае до каде може да одат техничките министри и што може да направат, а што не, и што им е должност, а што не, бидејќи де факто луѓето се изморени од корупцијата, криминалот, непотизмот, разноразните чудесни вработувања кои би рекла го надмина и врвот во последниве години и очекуваат веднаш, нели, од како ќе стапнете, макар и во техничката влада очекуваат решенија, но тоа е неможно, како што рековте сега за сега. Во однос на овие вчера и денеска, притисоци или фалсификати со датуми, конкретно еве за вчера и денес, бидејќи, нели, како што рековме на сам старт, нема можности повеќе за вработување и за разрешување, доминираат кадрите на ДУИ или на СДСМ? Па јас се подготвив со податоци за ваквите прашања, затоа што, знаете, од првиот ден кога имавме панел дискусијата, јас коментирав дека имаме незаконски, нелегитимни, недозволени вработувања, вештачки вработувања ги нареков тогаш, и во меѓувреме се обезбедив со податоци. Например, во Македонски шуми, сега национални шуми, имаме оглас за 355 вработувања пред избори, од кои што 240 се етнички албанци. И тоа некои се во места кои што имаме нула албанско население. Например, Берово. Например, Берово или Пехчево. Второ, во Патарини имаме 143 нови вработувања, дел се потпишани договорите, и јас имам еден список тука, можам да ви го оставам. Например, Станко е напишан како турчин, Блажо исто како турчин, Горан како турчин, Тони како турчин, Љубиша како ром, Бранко како турчин, Жан како албанец, Ѓорѓе како албанец, Верица како албанка, Стојанчо како албанец, Славе како албанец, Лидија како албанка, Ламбе како албанец и така натаму и така натаму. Па вие кажете ми кој од каде е. И од Новосело една одлука за избор на кандидат за вработување на определено време во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јетмир, во Новосело. Каде што имаме 0% албанци. Кршење по повеќе основи на закон, на устав. Балансерот треба да биде минато во Македонија. Времето на балансирање на кадрите по етнички клуч,
да некој биде прво албанец, македонец, ром, турчин, па потоа биде професионалец, треба да заврши. Затоа што со балансирање на етничката припадност ги избркавме најквалитетните кадри од Македонија. И без разлика од нашата фаза и нашата одлука и нашето решение треба да биде во две фази во наредниот период. Ја силно ќе се залагам за ова. Во прва фаза мораме да го вратиме балансерот на присутното население во Македонија. Во моментов се балансира со овој балансер според вкупното население. Значи и луѓето што живеат во Швајцарија, во Германија, ги видовме како се попишува со пасошите во кутии, се бројат исто вака. Затоа во Ново село имаме Јетмир вработен. Имате попис баш заради тоа да не може това да го спроведете. Втората фаза мора да биде укинување, целосно укинување и напуштање на балансерот. Сега како ќе го направиме тоа? Ова е допис кој што го испраќа Министерството за информатичко општество, кој што со предходниот министер одлучи дека треба нерезидентното население да го вметне во балансерот за вработување во Македонија и вештачки ги зголеми бројките. Прво нешто што треба да направи следниот министер во Министерството за информатичко општество и администрација е да го врати балансерот на пописот 2021, но само исклучиво на резидентно население кое што живее во Македонија. Сите останати се македонски граѓани и тоа никој не го спори, но во моментов не живеат тука и не смее да бидат дел од оваа бројка. А во втора фаза мораме да најдеме начин да го напуштиме балансерот. Зошто? Затоа што вие имате Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Таму не се 65% македонци како по пописот. Таму се помалку од 5% македонци. И имате Министерството за економија, го имате Министерството за животна средина. Да не ги бројам останатите. Политички системи и односи во заедница. Комплетно е разорен системот внатре, затоа што сме барале предолго време етнички клуч, а премалку професионалност. Сега мора да дојде времето прво на професионалност, а потоа секако на правична и соодветна застапеност. Јас не сум против ниту еден човек кој што доаѓа од било која етничка заедница, но не може прво да избирате што сте, затоа што овде имаме македонци кои што се пишуваат албанци само за да влезат во институциите. Не може овој апсурд да продолжи да постои. Овој апсурд ја разрушува јавната администрација. Овој апсурд комбиниран заедно со вработувањата и унапредувањата и додатоците на плата за кои што зборам, го разруши системот на јавна администрација. Затоа денеска имате луѓе кои што масовно ја напуштаат јавната администрација, врвен кадар, високо квалитетен професионален, од дефицитарни професии, заменува во приватниот сектор, заменети се со вакви. 144 вработувања, 30 вработувања во јануари во Министерство за информатичко општество. Појма немаат кај се наоѓаат овие луѓе. Ниту имаат компјутер, ниту знаат зашто се тука, ниту знаат што им е опис и попис на работно место. Пола од нив се вака измешани со нивната националност, пријавиле едно, всушност се нешто друго. Значи настанува тотален колапс на системот и не може да очекувате после резултати. Раководител некој на сектор 20 години во министерството заминува. На негово место наместо да дојде некој што имал 15 години работно искуство, доаѓа некој раководител да биде со 3 години работно искуство. Зошто? Миленик на министерот. Мораме да запреме се. Сето ова звучи апсолутно праведно, правично, правнички, звучи онака совршено како што треба да биде. Ајде на првата фаза да се вратиме. Велите да го вратиме пред пописот, пред овој вештачки напумпан процентуална застапеност на одредени етнички заедници. Што тогаш со луѓето кои веќе се примени? Еве да речеме дека ќе успеете како идна влада, еве можеби иден министер за информатичко општество, сепак да го вратите процентот од претходниот попис. Што со овие кои веќе сте така вештачки навлезени, како и овие кои немаат ни компјутери, немаат ни кај да седат, веројатно тие ќе треба да бидат избркани или како? Неколку фази и овде треба, неколку чекори, комплексно е прашањето навистина, не е едноставен одговорот. Прво треба да се извади листа на сите договори на дело и агенции за привремени вработувања. Да видиме колку од овие луѓе вистински доаѓаат на работа, а колку воопшто не ја работат работата. Тие што не си ја работат работата, треба веднаш да им се заблагодариме и да си ги раскинеме тие договори. И привремените вработувања треба да си ги напуштиме, затоа што тие луѓе си ја вршеле, односно не си ја вршеле својата работа. Ако има луѓе со тие договори кои што се потребни на министерството да си ја вршат работата, во ред, така сме решиле да ги ангажираме. Втората фаза треба да биде ревизија на сите вработувања во последниот период. Сите се правени многу брзоплето. Тоа го гарантирам. Во брзоплетоста направени се сериозни грешки и недостатоци. Не велам дека секој оглас е погрешен, но има огласи кои што имаат сериозни грешки. Тие треба да се поништат. Затоа повикав и првиот пат, повикувам и сега, да си ги поништат постапките каде што самите се свесни дека направиле грешки. Јас во моментов немам алатка тие огласи да ги поништам, но времето ќе дојде, изборите ќе завршат, ние ќе победиме на тие избори и потоа луѓе кои што се ослободени од политички притисок ќе си направат ревизија на овие процеси. И кога ќе видиме ревизијата, некои ќе си ги загубат работните места, затоа што тие не требале да ги добијат ни во прво време. И третиот дел, оние кои што се легално вработени, кои што заслужиле, кои што исполниле услови, треба да си останат во јавната администрација, но да се свесни дека од нив ќе се бара работа.
Нема да се дозволи да не се појавуваат на работа, да не знаат зошто се тука, да не ги немаат потребните квалификации, да лажеле со своето образование или да лажеле за своите дипломи. Тоа нема да биде дозволено. Ако тоа се најде, видовте како постапи градоначалникот на Кисела вода. Ако тоа се најде, нема милост. Не за не за партиски човек, не за непартиски човек, си лажал на оглас, си дал погрешни информации, си дал лажен исказ, си дал лажна диплома. Ке ти се благодариме да си жив и здрав, ама внатре во јавната администрација нема место за тебе. Лагите во однос на етничката припадност е еден друг, веројатно друга тема за муабет, за цела емисија, бидејќи да си подготвен, да си се представиш она што не си како идентитет, како етникум, веројатно е нешто на кое што поинаку психолошки треба да се работи, како и да е. Не ги обвинувам сите оние кои се пишале за турци, роми, албанци за да можат да влезат, но во секој случај постојат одредени принципи или интегритет на личност и така натаму и така натаму. Една реченица, само ако ми дозволите. Не сметам дека 100% се виновни луѓето кои што се пишале во каленот. Немањето систем ги турка луѓето во вакви работи, во вакви апсурди. Немањето ред ги турка во вакви апсурди. Зошто не сме слушале за вакви работи до 2015-16 година? Зошто ги немало? И тогаш имаше балансер некаков вид на правична соодветна застапеност, ама немаше ваков тип на однесување. Таа несериозност на системот, тој систем кој што се дозволува, кој што може да архивирате кога ќе ви текне, што ќе ви текне, ги тера и луѓето да се однесуваат на истиот начин. Кога може директорот, можам и јас, кога може министерот, можам и јас. Така што не ги осудувам луѓето комплетно, но мораме да го вратиме редот. Велите укинување во втората фаза на балансерот, свесни сме сите дека тоа албанскиот партнер, односно партнерот од албанската етничка заедница во Македонија, во идната влада предводена од ВМРО ДПМН, нема да го дозволи кој да биде. Што во таков случај? Можеме да бидеме за многу работи свесни. Јас сум свесен дека ВМРО ДПМН ќе освои сериозна бројка на гласови. Таа бројка многу блиску ќе биде до 61 и ние сме подготвени да излеземе со нашата програма и да ги судриме аргументите. Ако победат аргументите дека потребно е да остане да функционира балансерот, би сакал да ги слушнам. Би сакал да ги слушнам тие аргументи. Но ако нема аргументи за тоа, ќе мора било кој партнер да се усогласи со аргументот кој што ние го имаме, а тоа е дека прво професионалност, па потоа кој од кој етникум доаѓа, затоа што нигде во Европа никој не ве прашува од која етничка заедница сте. Никој не ве прашува. Ниту па ве прашува дали имате единствено што ги интересира е дали имате познавање. Јазик, компјутери, образование и така натаму. Дали живеете во Париз или во Марсеј, дали сте по етникум македонец, французин, алжирец и така натаму, никој не го интересира. Но овде во Македонија тоа стана професионален спорт. Стана да бидете нешто да влегувате во определена категорија. Мислам дека тоа треба да се напушти. Ги повикавте, се враќаме на првичното, иако постојано сме во релација, значи во однос на клучниве теми, ги повикавте јавно од правниот инспекторат и другите надлежни да дојдат. Веќе се најавија, веќе можеби дојдоа, имате никаков фидбек од таму? Не, немам информација никаква повратна за жал, инертност постои. Управниот инспекторат е институција предводена од кадар на СДСМ, се знае. Од кадар на СДСМ. Претпоставувам дека и кај нив се случуваат истиве нерегуларности, па затоа не би сакале да ги бараат нерегуларностите во други институции. Она што можам да го поздравам е дека и во минатото и има некоја најава дека и понатаму би се случувало, што доаѓа представници на државниот архив кои што го контролираат архивското работење, од нив имало насоки за постапување и треба да испитаат и мислам дека има некоја најава дека би испитали во наредниот период какви се состојбите внатре во соработењето на МИО. Знаете, има и доста извештаи, мислам дека се 2 или 3 на Државниот завод за ревизија, не само за МИО како институција, но за различни аспекти во рамки на институцијата и најдени се навистина многу сериозни недостатоци и не гледам дека голем дел од тие недостатоци се надминати. Мислам дека само една или две се надминати. Фантастично, неверојатно е како извештаите со сериозни забелешки и лоцирање на суштински, би рекла па дури и криминални дејанија во институциите остануваат апсолутно незабележани од самите институции. Какво е, колку треба да сте не знам, во друга димензија, колку треба да ви е самоволието на највисоко ниво за да едноставно не се плашите од Државниот завод за ревизија и од тоа што може да го открие? Имате еден аспект, тоа е јавното обвинителство, кое што 4 години точно се поминати, нема постапено по ниту една кривична пријава, мислам дека околу 40-тина, кои што ВМРО ДПМН ги поднесе за изборите 2020 година до јавното обвинителство. Истото тоа јавно обвинителство до ден денеска не разреши кој ги прислушкуваше 2019 година внатре во обвинителството.
и не може да очекувате дека тоа јавно Како да обвинителство, го подзаборавивме кое тоа? што не постапило по ниту еден од предметите на ДЗР, на Државната комисија за спречување корупција или било која друга институција, ќе постапи во вакви случаи. И кога имате еден таков молк, еден гласен молк, можам да го кажам, од јавното обвинителство, слободни се институциите да се однесуваат како што сакаат. А ДЗР како завод ви дава многу добри извештаи, затоа што неголемиот дел од работите кои што ви ги сугерира се работи кои што сами можете да ги исправите како институција. Не мора да чекате никој да постапува. Вие сами треба да влезете и да ги коригирате постапките кои што ги имате. Истовремено, алармите кои што ќе ви ги вклучи, кои што гледа криминал, веднаш мора да ги процесирате. Но во ваква ситуација јас тоа за жал ниту во ова министерство, ниту во било која друга институција во државата не го гледам. Не сум сретнал да некоја институција се коригира по препораките или по забелешките на некоја од овие две комисии, и тоа е навистина за жалење, затоа што малку ревизори имаме, многу напорно си ја работат работата, даваат многу сериозни извештаи, почитувани се и во Европа и во меѓународни рамки, и ние едноставно решаваме да не ги почитуваме. Јас верувам дека политички веројатно можеби многу очекувам, но како и да е, имате министер за информатичко општество нов, Наим Бајрами, вие констатирате неправилности од овој тип, односно криминали, кривични дела, би можело слободно да кажам. И во рамки на техничка влада, во насока на обезбедување на фер и демократски избори, би требало во најмала рака барем да се потпише на соопштението или јавниот апел со вас во оваа насока. Откривање на кривични дела, ајде заедно и министерот и дополнителниот да се обидеме да покажеме барем дека навистина оваа влада функционира во насока на обезбедување на фер и демократски избори. Ниту збор од него нема денеска. Па јас се надевав на коментар, за жал таков нема, но јас ќе продолжам со алармирање и за сите нерегуларности кои што постојат, ќе известувам јавноста, а секој за себе нели одговара. На дневно ниво имате барем комуникација во насока на дневни обврски. Јас очекував, навистина дојден пред неколку дена новиот министер, очекував како што почна комуникацијата, така и да продолжи, и се договоривме за одредени аспекти како треба да функционираат, како е законски, како е по процедура. И очекував дека така и ќе продолжи, за жал не оди во таа насока, но секој одговара за себе, и јас единствено што ми останува е да ги имам информациите и за тие да ја известам јавноста. Затоа што јавноста е на крај врховниот судија на политичарите. Ние можеме да правиме се, но јавноста е таа која што ќе го даде последниот суд, и тој ќе дојде многу брзо. А тоа ќе биде прво на првиот круг на изборите, па потоа и на парламентарните избори на 8 мај. Имаме уште многу прашања за дискусија, подготвени тука, правиме многу куса пауза за реклами, почитувани, не го менувајте каналот, следи втората рунда или вториот дел од интервјуто вечерва во За или против со заменикот или дополнителниот министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски. Добре дојдовте назад, вториот дел од За или против, интервју вечерва со дополнителниот министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски, врзан со последниот скандал и низата наназад со фалсификатите на датумите и привработувањето денеска вчера на личности партиски згрижени од ДУИ и СДСМ и чудни други начини на вработување и полнење на Министерството и другите институции. Мислам дека горе-долу ја заокружуваме таа тема. Би сакала, бидејќи имаме други политички прашања кои се актуелни и треба да ги дискутираме, да преминеме на една друга тема. Имено во рок од 3 дена од Тетовско селце до Кумановско Липково, регионите кои се беа главни жаришта во конфликтот 2001, деновиве се набиена агенда на техничкиот премиер Талат Џафери, имено тој буквално како технички премиер кој треба да биде прв меѓу сите вас еднаквите да се труди да обезбеди во овој преоден период атмосфера за фер и демократски избори, си ги користи буквално сите денови за партиска кампања, партиски агенди, еве концентрирани во места каде што се мнозинство припадници на албанската етничка заедница, ги урива всушност сите концепти или целиот концепт на техничката влада. Постои ли начин да се реагира од вас, можеби не толку, меѓутоа Државната изборна комисија, добро во ред, таму е мнозинство власта, владеачките партии, но како орган се должни да реагираат за ова да го спречат. Човекот не може како технички премиер да си дозволи да користи државни пари за партиска кампања, тој тоа го прави. И тоа само за одреден круг на граѓани блиски или нивни гласачи, нивни симпатизери, односно од неговата етничка заедница. Прво треба сме свесни дека премиер во оваа влада е Артан Груби. Тој ги влече конците, тој одлучува кој седнува, кој станува од столчињата,
Тој именува директори, тој именува министри, предлага, а Талат Џафери го користат во една функција како што го користеа и почитуваниот државен правобранител во времето на кампањата Зошто да не албанец за премиер, така тој го фатија буквално од една вечер и од наредниот ден му кажа ти ќе бидеш наш кандидат за премиер и така го шета од град во град, од село во село, за да постигнат некаков ефект кај албанското гласачко тело дека ете тие успеале во нешто, во што успеале да имат албанец премиер. Јас очекував еден технички премиер, независно дали албанец, македонец, турчин, ром, влав, босанец, бошњак или нешто друго, очекував да се грижи за легитимитет и легалитет на изборните процеси. Тој веднаш тоа го скрши уште првиот ден со тоа што не дозволи една од систематизациите на Министерството за внатрешни работи. Ја поништи без збор, без објаснување, поништи систематизација во Тетово да не може техничкиот министер во МВР да назначи друг кадар во Тетово. И за тоа молку од Дик. За тоа молку од Дик, затоа што Дик е надгласуван заради тоа што четворица во рамки на Државната изборна комисија петорица всушност се од ДУИ од СДСМ и заради тоа имате еден ваков однос. Четворица се извинувам. Во исто време немате вие процес на заштита на изборниот циклус затоа што луѓето се занимаваат со парада. Значи тоа не е процес на гарантирање на фери демократски избори. А зошто е тоа така? Затоа што ДУИ го губи тлото под носа. ДУИ ги има изгубено сите полуги на власта, односно во најава се да ги изгуби. Таа ги има, доминира во моментот, се чувствува моќна, но истовремено гледаат како Тетово им се лизга под раце затоа што го изгубија во 2021-та. Гостивар им е излизгано. Скопските општини им се излизгани. И тие полека, но сигурно гледаат дека се ситнат. Истовремено не можат на друг начин, освен со парадирање, со закани, со притисоци, со вработување, да го задржат тоа членство кое што го држа навистина многу долго. Зошто? Затоа што имаме еден процес на окрупнување на албанската опозиција, условно речено, и заради тој притисок кој што го чувствуваат, тие имаат шанса само да покажуваат моќ, некаков вид на моќ. На кој начин? Видовте првиот работен ден на Џафери со службените возила од владата се паркираше насред поштад за да може да го испие првото премиерско кафе. Другите денови е пречекуван со паради, повторно со државни возила, со паради во села, во градови низ Македонија, за да се покаже демонстрира нивната надмоќ. И тоа ќе трае навистина кусо, ќе биде вака да, и во Брисел беше да покаже непријатно за гледање ќе биде наредниот период, затоа што нема што друго да покажат. Знаете, ДУИ не може да отвори фабрика за електрични автомобили во Тетово, ја нема. Не може да отвори автопат, го нема. Го платија над 300 милиони евра, еден метар пат не е изграден. Не може да се пофали со нова странска инвестиција во Гостивар, нема таква. Не може да рече дека во Сара има изградено нешто ново, нема, ништо нема. Значи, ДУИ е заробена во сопствената неуспешност. Ама полни се со пари, полни се со функции и сега тие работи ќе ги користат да стварат, да создаваат притисок до изборите. И уште една работа која што се случува, тоа е една чудна агресивност низ градот, по улиците, по автобусите, покажување надмоќ врз недолжни деца, средношколци и така натаму, создавање на чувство на небезбедност. Зошто? Затоа што тоа е маглата, тоа е калта во која што функционираат политичките елити во минатото. И затоа што од другата страна гледаат многу сериозен противник во ВМРО ДПМН, затоа што ние последниве години и пол, две многу сериозно се занимаваме со ДУИ. Со систематизирање на скандалите кои што ги прави ДУИ, со пласирање на тие скандали во јавност, со обележување јасно на кои луѓе се однесуваат. И сега истото тоа гледам дека посериозно почна да го прави албанската опозиција и тоа е од стравот, од притисокот се случуваат вакви да, свесноста преди се што е она што ги чека, особено како шлак на тортата би рекла, овој хаос со личните документи, имаме и неколку прашања на таа тема, но во насока на окрупнувањето, кога сме тука аналогно на таа констатација, излегува денес Карбен Таравари, можеби и очекувано, можеби за дел од јавност изненадување, како и да е, како кандидат за председател од страна на опозицијата во политичкиот блок на албанската заедница во Македонија. И сега тоа е сериозна шлаканица за ДУИ, кои преку своите, би рекла, марионети од СДСМ молеа ни странските амбасади, тоа никој не го демантираше, Алфа гласно го зборуваше пред се, да ги убедуваат или да прават притисоци од врз опозицијата во политичкиот блок на албанската заедница да не извади свој кандидат, но ете тоа се случи. И сега тука е најголем ударот врз СДСМ, но ајде за тоа следното прашање сега ова. Веднаш по кандидатурата на Таравари се појавуваат две имиња во јавноста, шпекулација од медиумите, повторно никој не ги демантираше, дека во игра се имињата на Бујар Османи,
како претседателски кандидат од ДУИ и самиот лидер Али Ахмети, веројатно свесен дека ако самиот тој веќе тоа е последната шанса да истапи па да се обиде луѓево да ги придобие зборам од оваа етничка заедница кон себе. Прво, ајде Таравари, каква состојба е и што според вас ќе донесе неговата кандидатура во тој блок на таа етничка заедница, а што ако на пример прифати Ахмети? Па интересна е состојбата во албанскиот блок и доведува до тоа, ќе го кажам прво заклучокот, па после ќе одам на анализата, дека кандидатот на СДСМ ќе се бори за второ место. Ќе се бори да влезе во втор круг. Тоа ќе биде резултатот од се ова што ќе се случува наредниот период. Кој да е кандидат? Се зборуваат различни имиња, но кој да е, ќе се бори за Кубертиновското второ место. И тоа е резултатот на однесувањето на СДСМ од 2017 година наваму. Си го раскрчмија своето собствено гласачко тело и ова е резултатот. Сега малку за Арбен Таравари. Она што се обидуваше ДУИ да го прави во албанската опозиција, паниката отиде дотаму што влегува и ја разбија Алијанса за албанците внатре на начин што Артан Груби на седница на влада им разрешуваше министри и директори предложени од Алијанса за албанците. Повторно спротивно законот за техничко. Дел од нив се многу власт. високи функционери во рамки на Алијанса за албанците. Значи тој влезе внатре на седница на влада и диктираше кој ќе биде министер, а кој не. Кој ќе биде директор, да а кој не. Да не заборавиме дека тука е практично нем Бојан Маричи, кој е прв вице-премиер до постои никој, Џафери. Ни еден кадар не постои внатре во владата. Единствен кадар е Артан Груби, Бујар Османи и министрите од ВМРО ДПМН кои што опонираат на овие состојби. Значи тоа е состојбата во владата. Јас не сум видел изјава на никој од СДСМ, не знам кај се луѓе, ниту еден од нив. Буквално нема некој став, така нема некоја позиција. Така на владата, Јас не присуствувам на седници на влада, но тоа што можам да го забележам, тоа така делува. Значи тие се обидува на тој начин да разбијат Алијанса за албанците. Од кога видува дека структурата внатре е силна, вториот дел е да активираат некои агенти спијачи внатре во рамки на Алијанса за албанците, да направат раздори и да поделат партијата. И очигледно и тоа не им успева во цело, затоа што партијата делува дека луѓето во партијата се со опозицијата, со албанската опозиција, како што впрочем покажуваат и анкетите, и ова е резултат, ова денешно објавување на кандидатурата на Арбен Таравари е објаснување и можеби и расчистување на дилемите во албанскиот опозиционен политички блок. Како профил очекувам да има квалитетна трка во рамки на трката на кандидати за председател на Република Македонија. Се работи за еден доктор, квалитетен, несомнено, секој тоа што го познава, тоа може да го каже. Мене она што ми пречи во целост во тој политички блок е тој флип-флопинг што постојано се случува, тоа менување на страните, тоа постојано менување на ставови. И мислам дека тоа е нешто сега ако можам да си дозволам малку како аналитичар надвор од состојбите, иако не ми дозволува многу позицијата, е да кажам дека можеби тоа ќе биде аргументот на ДУИ кој што ќе го злоупотреби кон Арбен Таравари, дека тој бил од сите страни, да речеме, на власта. Иако мислам дека во целост ги застапува оние идеалистички идеи дека Македонија треба да биде унитарна држава на сите граѓани подеднакво и дека албанците во таа држава треба да си го наоѓаат своето место, интелектуалците треба да водат и тоа навистина ми се допаѓа како негов став, но има еден дел на промена на ставовите кој што мислам дека може да му создава проблеми. Не би сакал подетално да навлегувам во таа анализа затоа што навистина кажав и минатата недела, не би сакал да бидам човек кој што коментира внатрешни состојби во Алијанса за албанците. Не сакам да се мешам во други партии, како што не сакам ни кога луѓе како што веќе ги спомнав се мешаа во ВМРО ДПМН и тие бираа, ќе правеа конгреси и бираа кој треба да биде председател на ВМРО ДПМН. Што се однесува до изборот на ДУИ, нека ми е со среќа кој да го изберат. Со тоа ја потурнуваат СДСМ во трета брзина. И мислам дека на тој начин ќе се случи конечниот дебакл на кандидатот на СДСМ, кој да е тој, а изборот нивни ќе зависи, ќе биде повторно под притисок, како да е, затоа што албанската опозиција на висока ја постави летвичката, сега ќе биде како да се надмине таа летвичка, борбата, не може да додат со некој измислен јунак да го извадат од дома, од дневна соба и ќе мора да додат со некој истурен партиски играч и можно е тоа да биде некој од овие двајца кои што ги спомнавте, нека ми со среќа кој да е, но мислам дека полека го крцкаат својот капитал, затоа што се свесни дека употребувањето на Али Ахмети за кандидат за председател ќе биде негова последна игра, затоа што тој нема шанси никакви да победи ниту да влезе во втор круг, така што таа игра секако од почеток е осудена на неуспех. И од тука мислам дека џаби ми овој потек, но ќе биде потек од очај. Нема да биде потек од избор. Да беше потек од избор, ДУИ ќе сакаше да поддржи некој кандидат на СДСМ заедно со албанската опозиција, тоа и беа најавите.
тезата беше Ги расипа сигурни игрите. дека ВМРО ќе водат во прв круг, но тезата што ја ширеа и по амбасади беше дека ВМРО ДПМН може ќе води во прв круг, но ние сите ќе се собереме зад овој заедничкиот кандидат и во вториот круг ќе ги победиме. Еве сега гледам дека тоа нема да биде баш возможно. Сериозна шлаканица од која најмногу ќе ја боли СДСМ и тоа и самите се свесни. Си дозволија да дојдат до овде, како што рековте, од 2017 па наваму, свесни сме сите за хронологијата на пропаѓање на партијата. За жал, секоја држава и треба квалитетна опозиција, опонентски партии кои би можеле утре, зборам опозиција, кога би била, барем според анкетите е тоа така. Нешто друго ми паѓа и нешто друго кое што може да биде интересно во вториот круг, бидејќи вака позиционирањето на силите на политичка сцена, според моите проценки, поправете ме или коригирајте ме, можеби премногу идеалистички или поинаку ги гледам работите, сепак не сум човек од партија. Во вториот круг би влегол кандидатот на ВМРО ДПМН за председател и да речеме од понудата од политичкиот блок на албанската заедница, независно дали тоа ќе биде од ДУИ кандидатот или од коалицијава друга, односно Таравари. Во таков случај, мислите дека е можно обединување на македонското множинство, етничка заедница во корист на кандидатот на ВМРО ДПМН? Па ние профилот на кандидат за председател предложен или поддржан од ВМРО ДПМН го ицртуваме подолг временски период, иако имиња ниту сме споделувале, ниту планираме да споделуваме до конвенцијата кога ќе ги знаем или пред конвенцијата кога ќе се знаат кандидатите, но полека се филтрира профилот на кандидат за председател од ВМРО ДПМН и тоа ќе биде кандидат за председател кој што обединува, кој што е председател на сите граѓани. Но вистински обединува, не обединува само за интереси кога се неговите лични и кога треба пиаровски да поентира. И навистина бараме човек кој што или долго време профилираме човек кој што ќе ги има тие квалитети на обединител, кој што нема да разликува млад од повозрасен, македонец од албанец, човек од Скопје или човек од Дебар. Како да ја опишавте професорката Гордана Силјановска? Па мислам да го опишувам неколку многу квалитетни кандидати од ВМРО ДПМН, но еве ќе оставиме времето да покажем. Мислам дека рокот за доставување на кандидатури е 20-21 февруари. И потоа ќе имаме неколку дена, 10 дена до денот на конвенцијата, да ги видиме програмите, да ги видиме кандидатурите, тие луѓе да имаат можност да прошетаат низ општинските комитети на ВМРО ДПМН, да побарат поддршката од делегатите доаѓаат од цела Македонија. И потоа мислам дека независно од тоа кој ќе биде кои ќе бидат кандидатите, ние ќе имаме добри профили, овие квалитетни профили на луѓе кои што се вистински државници и председатели на цела држава и на сите граѓани, и ќе биде лесен изборот или избор на сладки маки од тоа кој ќе биде подобар кандидат или кој ќе биде подобар председател после изборите, и навистина мислам дека ќе имаме многу квалитетен избор. И ќе бидат интересни, особено имајќи ги предвид новите моменти со Таравари, ќе биде интересно оваа председателскава трка да се гледа покрај тоа што очекуваме дека ќе биде можеби една од најлошите предизборни кампањи воопшто, знаејќи колку е голем очајот и падот на двете владеачки партии, првенствено на ДУИ, бидејќи тие се главни во власта, а пред се и на СДСМ. За жал главни во власта, иако се далеку помали во однос на пратенички мандати. Хаосот со документите, не застануваат нови и нови моменти, секојдневно нови и нови информации и нови детектирања на проблеми кои допрва ќе произлегуваат и кои заради хаосот во кој што кадрите до пред техничката влада ја доведоа државата, односно граѓаните, сега излегуваат на виделина. Една од последните информации е скандалот кој го предизвикал македонскиот амбасадор во Рим, Весел Мемеди, кој што си дозволил да испрати известување до италијанската влада дека од 12 февруари веќе не важат пасошите со Република Македонија, со тоа што не само што направил хаос за тие луѓе кои сакаат натаму да патуваат, но и пред се за македонците, стотици илјади се присутни во Италија кои не можат да се движат во тој период, практично им го ограничува движењето. Министерството за надворешни работи се пере дека никој тоа од него не го побарал, дека со наводна нота ја исправиле оваа грешка на амбасадорот или своеволна, самоволна реакција, и дека сега се утврдува одговорноста на причинителите на ваквата ситуација. Да се разбереме, јас не верувам во тоа дека може амбасадорот Весел Мемеди, не знаев кој ни амбасадор искрено во Италија, односно во Рим, да направи нешто без знаење на министерот Османи.
Еве, вие сте меѓу другото и меѓународен секретар во ВМРО ДПМН, совршено ви се јасни овие меѓународни односи, затоа ве прашувам. Министерот Османи е првиот кој што го начна овој хаос и кој што не дозволува во цело ова време да се надмине овој хаос. Ќе кажам дека ВМРО ДПМН предложи две суштински решенија на овој проблем. Првото решение кое што го предложивме уште почетокот на јануари е две иницијативи до Уставниот суд на Република Македонија во кои што баравме да се испита уставноста и законитоста на два закони во кои што ги регулираат сите овие проблематични исправи. Едниот е законот за патни исправи, да видиме дали можеме да го бајпасираме проблемот со патните исправи и тој член 3, таму каде што се вели дека патните исправи со важност до 12.2.2024 престануваат да важат со истекот на тој датум, а всушност се валидни документи кои што граѓаните без никаква вина ги извадиле 2018, 19, 20, 21, 22 година и им важат до респектабилно до 10 години напред, значи до 29, до 30 и така натаму. Граѓаните не се виновни, им е ускратено правото на патување, на слободно движење, ускратени им се правата на достоинство, на правна сигурност, на правда, на владење на право и сите овие аспекти ги спомнавме во првата иницијатива. Втората иницијатива се однесуваше на Законот за безбедност на патниот сообраќај и тука реагиравме на исто така проблемот со возачките дозволи, патните листови. Сакавме на овој начин Уставниот суд да влезе во испитување на уставноста и законитоста, затоа што има основи. Ги гледав и дел од експертите кои што се едногласни дека секако има основи за неуставност на овие закони и да дадат времена мерка со која што ќе ги релаксираат граѓаните додека одлучат. Не фантазиравме дека судот може да одлучи во еден ден, во 2 дена, туку рековме сега веднаш времена мерка, а потоа имате 6 месеци, година, 2, да одлучите како ќе се произнесете по овој закон, кој што ние силно сметавме дека е противуставен. И ние во партијата се консултиравме со уставни експерти, заедно ги пишувавме овие работи, ги испративме до Уставниот суд и тоа беше едниот начин да го решиме проблемот. Кога видовме дека Уставниот суд сака да се занимава со се, со локални самоуправи, со општини, со градоначалници, со поединечни одлуки, а не ќе да се занимава со најсуштинското прашање, техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски предложи втор начин на решавање на проблемот со измени на двата закони во собрание. Заради Бујар Османи токму има блокада, еве јас отворено ќе кажам дека е директно заради него, има блокада на овој процес во собранието да не може да се донесе измена на законот за патните исправи, за тие да важат и по 12 февруари. Сега веќе сме влезени во проблем, затоа што сериозна бројка на граѓани во Република Македонија не можат да излезат надвор од неа. Сериозна бројка на граѓани кои што живеат во диаспората, имаат македонски пасош, имаат дозвола за престој, не можат да се вратат назад. Треба да вадат специјални патни листови од дипломатските представништва. И тука е најголема фал кој што го направи. Дали може би тезата дека тоа е направено оваа свисна блокада на Османи бидејќи знаат каков резултат ги очекува, да не може да дојдат луѓето да гласат? И тоа е можно, не ме изненадува, и тоа е можно, затоа што голем дел од овие граѓани имаат само еден пасош, тоа е македонскиот, имаат дозвола за престој во странство и им се отежнува многу начинот на кој што треба да се вратат. Замислете некој кој што живее, да речеме, во Милано, треба да патува до конзуларното представништво, таму да го извади патниот лист, па потоа да се врати или да патува на трета страна, повеќе е, затоа што треба и некој превод да се прави на документ, над 60 евра е сумата, и тогаш имате амбасадор кој што со ништо не испровоциран се дрзнува да дава вакви коментари. Ке потсетам, се работи за политички лик, таму не е дипломат од кариера. Го прочитавме. И второ, нема никаков авторитет човекот да дава коментари во врска со пасошите. Единствен коментар дава издавачот, ако отворите издавач на пасошите или тој што ги изработува е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, а никој друг. Ама си даваат за право да коментираат затоа што тоа право им го даде Бујар Османи, кој што по вокација е лекар. И човекот завлегува во меѓународно право, завлегува во меѓународна политика, меѓународни односи, без да има основни познавања за право. А и што нема основни познавања за право, покажува дека единствено што му е важно, не му е ни националниот интерес, државниот на Македонија, не му е дури ни етничкиот на неговата етничка заедница, туку му е личниот пиар елемент, да не му се налутат странците. Зошто? Затоа што сака најверојатно денот потоа да се продаде во некоја меѓународна организација да работи за неа. И тоа е причината за ваквото однесување, ништо друго. Рековте блокадата е заради Бујар Османи, што значи на овој закон за продолжување на важноста на патните исправи? Зошто заради Бујар Османи? Се врши притисок во владата и во собранието дека многу ќе ни се налудат нашите меѓународни партнери ако го смениме овој закон
и ако направиме измени во датумот на важење, односно го тргнеме датумот на важење и да остане дека пасошот ќе биде валиден до рокот на истекување на пасошот, што е логична мерка. Да, Мене ми кажа едни пријатели, има едно многу интересно, можеби ќе ви звучи како едно улично објаснување, но вели вака, кога се промени државата, односно кога истапивме од поранешна Југославија, личните карти ни беа со СФРЈ до моментот на истекување. И кажува еден мој пријател, вели јас во 98 година ја сменив личната карта. Вика, ние бевме друга држава, а јас се уште одев без никаков проблем со лична карта на СФРЈ. Кој е проблемот кога сега вештачки ставивме една придавка на нашето име, една вештачка придавка, дека треба истата секунда, затоа што на Бујар Османи му текнало да си го сменат со Оливер Спасовски законот во 2021, никого да не информираат за тоа, дека треба 2,5 милиони државјани на оваа држава веднаш да рипнат, да плаќаат по 100 евра секој од нив поединечно за секој од пасошите и уште по 500.000 денари за возачки дозволи, патни листови, сообраќајни дозволи, затоа што нив така им текнало. Во таква ситуација. Затоа што негово така му текнало. А секој ќе ме разбере ако имате авторитет во сопствената држава и донесете авторитетна државничка одлука, луѓе слушајте, договорот сме го потпишале, ќе го почитуваме затоа што тие го потпишаа и да кажете ново период додека истечат важечките лични карти и пасоши. Тоа е предвидено во рамки на така наречениот политички преоден период, значи тоа не е нешто што ќе треба да го измисла досега. Се стои како преоден политички период. Истото ова. Ние деновиве ја пуштавме изјавата од Миле Бошњаковски, тогаш портпарол на владата кога се случуваа овие работи. Човекот точно објасни, не сум сега во негова одбрана и како и да е, но точно објасни што значи политичкиот преоден период и го зборуваше ова кое ние го констатираме денеска дека требаше да биде така за да се избегне хаосот. Зошто свесно сакајќи да се удвара на странците или меѓународната заедница, би си го направил овој удар самиот Османи, па не е толку неинтелигентен. Мислам, не можам да го разберам моментот дека свесно се доведува на собствена штета пред се како политичка фигура, колку сакам да може да мисли дека пиар си прави. Тоа не е така. Се доведуваш во ваква ситуација, предизвикувајќи по тој хаос на сите, стотици илјади милиони околу себе, а и си имал можност да едноставно во правната рамка на Преспанскиот стои политички преоден период. Прво го лажа македонскиот народ за полесно да го прифати Преспанскиот договор, дека ништо не треба да се менува, се природно кога ќе дојде промената, тогаш ќе менувам. Се истрчаа во првите 6 месеци, прво ги сменија свидетелствата во основно училиште, кои што воопшто не се користат за никаква меѓународна употреба. Се истрчаа. И треба кога ќе се отвори 26 поглавието, тогаш да се брусеа шахти, значи измислува глупости наместо да се фатат со сериозни работи. А потоа наместо да ги заменат веднаш образците, тие си ги трошеа образците кои што ги имале до 2021 година и тогаш сватија дека се во некој цајтнот и тогаш го сменија законот. Велејќи до 24-та ќе важи и потоа не ви важат, ама на никого не кажаа за тоа. Значи ви имате луѓе кои што работат транспорт, работат превезуваат патници, работат во странство. Никој не беше информиран дека такви промени ќе следуваат. А тие не го направија тоа зошто? Затоа што самите си ги промениле документите. Нив им е лесно. Тие воопшто не сметаат дека има луѓе кои што чекаат редови. Дека имаше баби кои што чекаа по 7 по 8 часа дека мрзнеа на отворено затоа што некој им рече дека може да се сликаат кога сакаат во полициската станица Пролет, а ангажираше само 2 станици за фотографирање. Иако можеше да ангажира 28. Страшни. Затоа што едноставно немаат никаква грижа надвор од нивниот замислен меур. А нивниот меур е скапи пијалоци, дебели персиски килими, длабоки, меки, удобни фотели и многу валкани пари. И затоа тие луѓе немаат чувство дека има свет надвор од нив, дека има граѓани кои што живеат во многу тешки услови, дека бизнисот не функционира, дека дополнително само го натрупуваат со дополнителни проблеми и предизвици, дека со вакви измени на регулативата без никакви олеснувања на граѓаните вие создавате дополнителна фрустрација и создавате проблем. Но јас сум убеден, изборите доаѓаат за многу кратко и таа целосна фрустрација на граѓаните од овој систем кој што не е систем, од овој ред без ред, од ова ништо што не функционира, ќе се изгледа токму на изборите. А кога ќе се изгледа на изборите, одговорноста ќе биде на следната гарнитура, на следната политичка партија која што ќе победи, да ги поправи состојбите, затоа што нема да имаме време за губење, а овој народ нема да прости, затоа што сега ќе казни, но ќе очекува сериозни резултати. И мислам дека овој тим и во Министерството за внатрешни кој што го гледам и кај министерот за труд и социјална политика особено, значи кај нив двајца гледам дека има расположение, дека има труд, дека има посветеност да ги решаваат проблемите, ги детектира и да ги решаваат.
Ние кои што сме заменици имаме малку помалку надлежности, не можеме во целост да ги решаваме проблемите, но можеме да алармираме, да се подготвуваме и денот по изборите да ги решаваме и мислам дека покажуваме разлика. Покажуваме дека ќе бидеме многу поразлични после 8 мај. Имаме само уште 2 минути. Не знам дали ќе ви биде доволно за следното прашање, ама мене ми е апсолутна небулоза и ми падна во очи и сакам да ви го поставам. Барајки на тема она чувена или како би рекле нашите соседи Срби, вечен процес на дигитализација во нашава држава, најдов на податок дека ви треба посебен електронски сертификат и подпис издаден од овластено тело во Македонија за да имате електронски подпис. Не можете, например, да, како што функционира западниот свет, како што тоа е лесно каде и да сте надвор тука, па и во регионот би рекла, зошто требаат вакви детални сертификати за да може да имате електронски подпис? За ова ќе ни треба посебна емисија, се надам дека ќе ме викнете, Добре, можеби ќе бидеме здодевни за дел од минута. граѓаните, но многу важно прашање. Ова не е политичко прашање, ова е прашање на успешност, на прогрес, на напредок на општеството и прашање во кое што Македонија требаше до сега да го има апсолвирано комплетно. Затоа што Македонија беше апсолутен лидер во регионот, а и пошироко во Европа во дигитализација во 2015 година. Денеска сме на апсолутното дно. Во исто време, кога во Македонија ви е потребен специјален дигитален сертификат кој што се плаќа, Босна и Херцеговина најави, беше многу интересно да се чита вчера, најави целосна дигитализација на услугите во смисла на секој граѓанин и правен ентитет да има бесплатен електронски сертификат. Значи сите електронски подписи да бидат бесплатно сертифицирани од државата, со што се воведува така наречена конкуренција на овој систем на сертификати. Кај нас секако тие се уште се плаќаат, тие така наречени електронски токени, но во исто време Македонија не ви нуди воопшто услуги. Значи ние имаме многу минорна бројката на услуги кои што се нудат електронски, системот е дисперзиран, значи за секоја една услуга ви треба посебен логин во посебен систем на различен портал, сите се разединети. Ако се логирате на УЈП, се логирате за едни работи, ако се логирате на некоја друга институција, се логирате за некои сосема други работи, различни лозинки, комплетно незаштитени меѓусебно и неповрзани. И заради тоа вие немате услуги кои што се достапни на граѓаните, а има индикатори, ДЕСИ ги нарекуваат за дигитализација на општеството и ние сме, можам да ви кажам, на ниво со Босна и Херцеговина од прилика, со вакви чекори кои што ги прави Босна и Херцеговина, тие ќе надминат. А само пред 6-7 години бевме лидери. Често го кажувам тој пример, до 2018-та вие можевте со изваден електронски документ од катастар дојдете било каде да си завршите работа. Горе во аголот имаше специјална шифра која што покажуваше дека тој документ е електронски потпишан од катастарот и ви е валиден насекаде. Тоа веќе од минатата година не ви важи. Вие морате освен да го испечатите, треба да имате и специјална заверка од страна на катастарот. Значи, се враќаме во не одиме напред, не стагнираме, туку се враќаме чекори назад, затоа што вие ги губите алатките кои што порано ви биле на располагање. И зошто е тоа така? Ќе завршам со ова, затоа што сакаат да бидеме зависни од поединечни службеници, од поединечни раководители, од директори, од министри, за да можат предмети да чуваат во фиока. Затоа што кога имате дигитализација, немате корупција. Не зависите вие дали на некој му се допаѓате или не, дали некој ви е сосед или не, дали на некој треба да му дадете благо, чоколадо или некој пијалок за да ви ја заврши работата или не. Кликнувате, во истата секунда ви се генерира документ или податоците се собираат и добивате завршен документ. Кон тоа целевме до 2016-17. Нашите кадри од тоа време се сега врвни менаџери во приватниот или во јавниот сектор, не само во Македонија и надвор од неа. Но за жал се вративме стотици, десетици чекори наназад. И се вративме во време во кое што ќе се надеваме дека кај да е една германска компанија ќе отвори фабрика за произведување електрични автомобили, целосно платена од државата, нема една тревка поместена во Тетово, а не па да има електрични автомобили. Стефан Андоновски, да се надеваме дека за неколку месеци по изборите веќе нема да имаме проблеми да зборуваме за политички и партиски вработувања и други пречки и не знам какви кривични дејства во државните институции и криминали, туку за суштински работи, како например оваа која да заслужува посебна емисија. Ви благодарам за вечерашното интервју. Благодарам многу на поканата, се надевам на попозитивни теми после мај. Почитувани, верувам дека и вие се надевате и ги очекувате изборите, судејќи барем според анкетите. Останете и вечерва на Алфа и следете ги и другите денови работни, се разбира, за или против термините од 18 часот и 10 минути. Добра ноќ.